Државната комисија за спречување на корупција донесе заклучок до Управниот одбор на Работничкиот универзитет Кочо Рацин, Скопје, да покрене иницијатива за поведување постапка за разрешување на Јордан Ангеловски, директорот на Работничкиот универзитет Кочо Рацин, Скопје. Според председателот на антикорупцијска Илми Селами, Државниот инспекторат за труд во текот на 2009 година извршил надзор од областа на работниот односи кај Работничкиот универзитет Кочо Рацин, пошто биле констатирано недостатоци и неправилности во врска со работниот однос на директорот, која функција ја вршил лицето Јордан Ангеловски, иако имал наполнето 64 години возраст и над 15 години пензиски стаж. Работејќи по овој предмет, Државната комисија дојде до информации дека оваа област на работа и функционирање на работничките универзитети низ земјата всушност е проблематична. Имено, оваа област долго време функционира неконтролирано и е препуштено само на себе. Овие универзитети најчесто користат и располагаат со државен имот, кој во отсуство на контрола се подведува на лични или групни интереси. Имајќи ги предвид ваквите состојби, Државната комисија ги повикува надлежните органи, а пред се Министерство за образование, Министерство за труд и социјална политика, во соработка со единиците на локалната самоуправа, најдно да преземат конкретни мерки и активности за надминувањето на ваквите состојби. Значи, информациите говорат дека вакви состојби има во сите работнички универзитети низ цела земја, во сите градови. Во врска со наводите, изнесени во медиумите за имотната состојба на директорот за Бирото за јавна безбедност, Лупчо Тодоровски, согласно тврдената фактичка состојба, Државната комисија заклучи дека нема елементи за натамошно надлежно постапување, бидејќи не се потврдија информациите изнесени во медиумите. Според председател на антикорупцијска Селами, политичката партија Обединети за Македонија до Државната комисија доставила постапка за барање да се утврди имотната состојба на директорот на Управата за безбедност и контразазнување Сашо Мијалков. Имавме дилема дали станува збор за техничка грешка при пишувањето на анкетниот лист или всушност зашто конкретно станува збор или е нешто друго прашање. Кога го добивме, значи одговорот, утврдивме дека всушност станува збор за два договори, од кои што едниот бил платен и бил наведен во анкетниот лист, и другиот дел, значи другиот договор за кој што должникот во овој случај уште не му ги исплатил средствата на господинот Мијалков. Поради ваквата создадена ситуација, Државната комисија заклучи дека нема елементи за натамошно постапување, бидејќи не се потврдија наводите во политичката партија Обединети за Македонија. Првиот човек на антикорупцијска, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека врз оваа институција има притисоци од страна на лицата, што се предмет на обработка, додавајќи дека механизмот за одбивање на овие притисоци е личниот професионален интегритет на антикорупционерите.